почитувани колеги съветници, почитувани представници на общинската администрация, представници на медиумите, почитувани граждани на община Неготино. За денес я свика 27-та редовна седмица на Съветът на община Неготино. За работа на седмицата го предлагам следният дневен ред. Точка брой 1. Предлог програма за изменување и допълнување на програмата за култура, спорт и соработка со Сдружение и фондации на община Неготино за 2019 година. Точка брой 2. Предлог решение за давање согласност за измена на годишниот план за вработување на община Неготино. Точка брой 3. Предлог решение за давање согласност за измена на годишниот план за вработување за 2019 година на локална библиотека Страшо Пинџур Неготино. Точка брой 4. Предлог одлука за преостапување на користење на движна ствар на јавно предпријатие Комуналец Неготино. Отварам расправа по вака предложение дневен ред. Молам дали некој бе разбор. Зоран Стојанов повели. Благодарам. Колеги, мислам дека веќе работата станува смешка. Ни се смеат луѓето по цел град, само ме прашуваат за извештаите. Мислам дека не заслужуваме да биеме тема на шеги низ градот. Че ве молам, општината треба да си ја свати сериозно работата, градоначалникот и исто и председателот на Советот. Ние како советници не знам зашто не ги сваќаме сериозно работите. Мислам, дали е сумничава работата, дали нешто има што не треба да знаем. Не го знам тоа. Меѓутоа, ево јас, денеска е празник, на градоначалникот му дадаме на поклон. Ова е будилник, да си ја разбуди администрацијата. Ова е кафе, да му свари едно кафе и ќе го молам да почнем да работиме. Ќе ве молам да почнеме да работиме. Ќе го ставам таму. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бе разбор? Игор Иванов повели. Благодарам. Почитувани колеги съветници, почитувани граждани на община Неготино, почитувани администрација. Ова е вече трета седница поред на која што бараме финансов извештај за завршната сметка. Еве јавно, пак нека слушнат граѓаните, потребните документи советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, која што ги бара, а каде што на завршната сметка имаше грешки од милионски суми, од март месец до ден денеска не ни се доставени. Ова е последно предупредување од советничката група на ВМРО ДПМН и следниот совет ќе поднесиме до сите институции релевантни, каде што е потребно само за да добиеме тој финансов извештај за завршната сметка. Сакаме точно да видиме каде се трошат парите од граѓаните. Благодарам. Колега, дали некој друг бе разбор? Бидејќи нема пријавни за збор, ја затварам расправата. Предлог дневниот ред го ставам на гласен. Молам со креве на рака кој е за. 14 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Отварам расправа по првата точка од дневниот ред. Предлог програма за изменување и допълнување на програмата за култура, спорт и соработка со Сдружение и фондации на општина Неготино за 2019 година. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Воле Младеновиќ повели. Благодарам, председателе. На денешната седница на Комисија за јавни дејности беше разгледана предлог програмата за изменување и допълнување на програмата за култура, спорт и соработка со Сдружение и фондации на општина Неготино за 2019 година. На истата седница комисијата гласеше со 2 гласа за, 2 гласа против. Предлагам советот да одлучи за првата точка и да ја усвои. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бе разбор? Игор Иванов повели. Благодарам. Значи, по точката за изменување и допълнување на програмата за култура, сакам, доколку имаше тука представници од администрацијата кои што се одговорни за
дел од култура и спорт да даде објаснување, но еве нема, или пак градоначалникот мислихме дека ќе дојде на оваа седница. Се работи за огромна сума на средства, каде што се врши трансфер од една во друга ставка. Можам да укажам на граѓаните на општина Неготино подетално да бидат запознаени дека се врши трансфер на средства од 550.000 денари. Гледајќи ги работите, сакаат некои работи да се претуркаат преку ноќ. Зошто? Денеска сме среда, денеска сме четврток. Оваа точка е ставена денеска. Знаеме дека програмата за одржување на ОФест е во недела. Во точката од дневниот ред пише со самото донесување на оваа одлука по неизиното објавување во службен весник ќе биде, например, во петок објавена. Како ќе се договара таа сума на средства од 700.000 денари за толку мал буџет на општина Неготино и како ќе трансферираат, значи во четврток се минат, во петок се објавува во службен весник, овдека нема ни закон, ни рок, ништо спазено, а во недела ќе се потрошат. Баш сакавме лично од градоначалникот овие средства како по брза постапка унапред се договараат некои работи, а подоцна се трошат. Фактички овој ОФест 90% ги троше парите од култура за игрорни друштва и ред други работи, че нема никакви средства. Благодарам. Благодарам. Колега, значи реплика кон твојот говор ќе земам јас, чисто за да не ја лажеме јавноста и да бидеме начисто, кои пари од 550.000 денара се префрлаат, дека се троши цела програма. Значи, вистината е следна, дека средствата кои што денес се предлог да се префрлат од една ставка во друга во истата програма, се средствата кои што беа предвидени за Неготинската вечер, која што од лани традиционално повторно почнавме да ја одржуваме, зашто граѓаните на општина Неготино се задоволни за одржување на манифестацијата. Се префрлаат во настанот ОФест од причина што за Неготинската вечер средствата, односно учесниците во програмата, се обезбедени со тоа што сите знаеме дека прославата за Свети Трифун беше откажана заради немилиот настан кој што ја зафати Македонија во тој период. Значи не станува збор за никакви пари настрана трошење, единствено се префрлаат од една ставка во друга во програмата и е сосема чиста работата. Колега Игор Јованов, јас најмалку од тебе очекував да реагираш на датумот на објавување на одлуките и стапување во сила, имајќи во предвид дека 4 години предходно, кога јас и ти бевме советници, 100% од одлуките стапуваа во сила со денот на нивното донесување. Ама тоа е 100%, значи секоја одлука стапуваше во сила со денот на неговото донесување и ти тогаш беше советник од владеачкото мнозинство и тоа не ти сметаше. Таа пракса ја прекинавме ние, бидејќи сметаме дека треба да се дозволи рокот за објавување на одлуките да стапат во сила. Меѓутоа, стапувањето во сила на оваа одлука е во согласно со Законот за локална самоуправа. Би ти препорачал да си го прочиташ Закон за локална самоуправа, член 7 став 3, во кој што пише прописите на општината се објавуваат пред да влезат во сила. И ќе те замолам во еднина, доколку сакаш да дискутираш, дискутирај барем за теми кои што навистина треба да ги дискутираш, а не со манипулација на јавноста да ме кеве нешто не е законско, преку ноќ се крие. Сосема е чиста работата. И вие како советници сте информирани за тоа дека тие средства што беа планирани за Свети Трифун остана, можеби според вас и вашите практики и останатите средства и тие 550.000 денара требаше за Неготинската вечер да се потрошат, па тогаш според вас ќе беше поисправно. Сметам дека вака е сосема окей работата и предлагам дека оваа програма треба да биде изменета. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Контрареплика Игор Јованов повели.
програмата, ако било окей, во четврток да се носе на совет, унапред се договорено во петок да испадне во службен вестник, а во недела да се потрошат 700.000 денари. Сите знаат законски рокови, колку траат и како траат. Значи, знаеме како тие средства ќе бидат потрошени. Граѓаните добро знаат, оваа седница сигурно ќе ја слушат поголем дел од граѓаните на општина Неготино. Одлука се носе во четврток, во петок, во службен вестник, а во недела 700.000 денари се потрошуваат. Значи тука, по брза постапка, се работи. Еден тендер да се објави за набавка на некои средства, знаеме колку оде. А знаеме дека само службен вестник ќе испадне, ќе биде објавено петок и останува само викенд каде што ништо не работи, сабота и недела. Ниеден закон не е запазен. Ако мислиш дека е се чисто, еве граѓаните нека судат. Јас ги кажам само раковите. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бар разбор? Јупчо Басинечки, повели. Благодарам. Лично јас сметам дека за овој настан беа предвидени 150.000 денари и дека се доволно, затоа се и така пресметени. А одедна сега 700.000 денари за истиот настан, не знам како би се потрошили тие. Може би попаметно е за други настани да се предвидат понатаму, него да се истрошат сите. Моје размислување лично е тоа. Благодарам, колега. Значи, само да ве подсетам дека овој настан беше спроведен и ланската година, на крајот од учебната година, нели поводот е завршетокот на учебната година, каде што за прв пат се доделуваат награди на успешните ученици и нивните ментори професори во општина Неготино. Јас очекував дека од ваша страна барем ќе биде поздравен настанот и ќе бидете доблесни да го признаете тоа што го правиме во интерес на граѓаните на општина Неготино. Сметам дека како опозиција имате право да критикувате, нели, да наоѓате забелешки, меѓутоа да се бара критика и на убавите работи, сметам дека не е фер, барем спрема граѓаните на општина Неготино. Веќе ја воведовме праксата да наградуваме успешни ученици и нивните ментори. Од оваа година, дај Боже во недела да биде секако што треба, воведуваме пракса за еден поголем настан на кој што се очекуваат гости и од другите градови во Република Македонија. Сметам дека тоа требаше да биде на едно заедничко одобрување, а не да бараме критики и таму каде што ги нема. Дали некој друг бар разбар? Флорида Илиевска, повели. Почитувани присутни, почитувани граѓани, јас по оваа точка сакам да кажам дека ние како опозиција во никој случај не сме против одржување на настанот, но сметам дека ние како општина имаме други приоритети кои треба да се спроведат и дека волкава мислам, оваа сума на пари е стварно во овие услови луксус во општината во која што знаеме дека фалат многу други поприоритетни работи. Значи, ние не критикуваме, настанот можел да се одржи, но да не биде во тој размер. Мислам да не бидат толку потрошени средства. Да се потрошат едноставно средствата што беа предвидени претходно, како што рече колегата, 150.000 денари. Тоа е. Благодарам, колешка, реплика значи на вашиот говор. Сосема накратко. Точно е дека општина Неготино има и други проблеми кои што стоат на решавање и се работи на поголем дел од проблемите. Меѓутоа, ова се пари предвидени у програмата за култура која што ја гласавме при носењето на буџетот на општина Неготино и рековме дека за манифестации и настани ќе ја потрошиме таа сума на пари и сите бевме, колку што се сеќавам, согласни. Значи, не станува збор дека од друг проблем се вадат парите, па тогаш да речеме нема да го решите овој проблем, ги давате за настани и манифестации. Промената која што правиме е во програмата за култура, предвидени пари испланирани за културни манифестации и настани. На почетокот кажав која е причината зошто од една ставка се пренаменуваат во друга. Дали некој друг бар разбор? Зоран Стојанов, повели. Благодарам.
Почитувани колеги, ние доделуваме награди за учениците. Това е за поздрав. Да. Меѓутоа во нашата гимназија се намалува бројката на ученици. Зошто не ги потрошиме тие средства во текот на школската година, да му направиме, да му организираме и награди, да му доделуваме на успешни во текот на годината. Не само на крајот на најуспешните ученици. Во текот на годината. Ние не сме против тоа. Не сме против тоа да се случуваат вакви настани. Значи, тоа сме против на големата сума на пари што се троши во еден ден. Да биде распоредено во текот на школската година. Добро е да ги наградуваме, да му даеме стимул на децата да знаат дека да дојдат да учат во нашата гимназија. Меѓутоа, кај нас се има контраефект. Веќе му даваме награди, добро. Меѓутоа, треба да нешто да направиме, макар и културни настани, во текот на школската година, да му даеме стимул на децата да доаѓаат и од другите општини во нашата општина, до гимназијата да учат. Благодарам. Благодарам. Колега, реплики кон твој одговор, значи чисто информативно, а информација и за сите советници дека како член на советот имате можност да проверите во врска со реализацијата на програмата за образование на општина Неготино, каде што и основните училишта и средното училиште и детските градинки и музичкото училиште во текот на целата година од страна на општина Неготино добиваат поддршка. Значи, јавноста мора да знае, особено гимназијата Свети Кирил и Методи, која што претходната гарнитура на владење ја остави во невиден долг. Значи, долг кој што за едно училиште во општина Неготино е незамислив. Значи, ние градоначалникот, директорот на гимназијата вложија надчовечки напори за да го овозможат нормалното функционирање на гимназијата. И дополнително на тоа, општина Неготино кон училиштата и кон учениците дава во текот на целата учебна година ја дава својата поддршка. Дали е во одењето на надпревари, обезбедување на превоз, да речем. Меѓутоа има точно во реализацијата на програмата за образование, точно има информации како општина Неготино се однесува кон образовните институции. Меѓутоа, уште еднаш ќе потенцирам, општинската односно средното општинско училиште Свети Кирил и Методи е оставено во невидени услови да работи и да функционира, каде што за превоз на учениците е направен долг кој што е фрапантен и нели со редовните блок дотации знаете вие дека тоа не може да се одржува. А општина Неготино и тој проблем го менаџира општина Неготино, се залага и сака во интерес и на младите граѓани на општина Неготино кои што се ученици и дел од таа гимназија и на професорите кои што се работници во гимназијата да им овозможи нормални услови за работа. Дали некој друг ба разбор? Контрареплика Зоран Стојанов, повели. Благодарам. Мислам дека, господине председател, темата не е сгрешена. Зборуваме за култура. Значи, не дали општината, никој не кажал дали општината не учествува во работата на образовниот систем, дали има програми. Значи, разговараме како за темата во култура. Значи, културни настани, да отделиме од овие средства, да се случуваат и културни настани. Како што ќе се случи во недела. За тоа го кажам. А не дали општината е, дали гимназијата е заглавена или дали некој за тоа треба некој да одговара. И нека си одговара секој што сгрешил. Значи, ние го поддржуваме тоа да си има институции што треба да си работат таа работа. Меѓутоа, моето излагање беше дека треба да се случуваат културни настани од овие средства, да не бидат наеднаш потрошени, да може да ги користиме во текот на школската година. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг ба разбор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог програмата ја ставам на усвојување. Ве молам со кревена рака кој е за. 8 гласа за, кој е против? Нема. Воздржани?
5. Констатирам дека програмата со 8 гласа за е усвоена. Отварам расправа по втората точка од дневниот ред. Предлог решение за давање согласност за измена на годишниот план за вработување на општина Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам. Отварам расправа по втората точка од дневниот ред. Молам дали некој ва разбара. Игор Иванов Повели. Благодарам. Што се однесува за годишниот план за работа за вработување на општина Неготино за 2019 година, се планирани енормни суми на нови партиски вработувања во општина Неготино. Трошење на средства од граѓаните на општина Неготино. Како што знаете, овој пат мислам дека сигурен сум дека не се одржа комисија за оваа точка. Планирани се 12 нови вработувања. Овдека образложение пише за зголемување на обемот на работа. Платите, вкупно сите плати, почнувајќи од 280.000 за цела година предвидени до 432.000 денари, кога ќе ги пресмета сите плати вкупно изнесуваат 3.950.000 денари. Добро е да знаат граѓаните, нивните пари оваа работна година во кој правец во општина Неготино ќе завршат. Ќе потенцирам 3.950.000 денари. Од джебот на граѓаните ќе бидат потрошени за нови партиски вработувања во општина Неготино. Иако бројот е веќе над 50 вработени. Знаете дека овдека на седниците на Совет на општина Неготино, од тие премногу вработени што се овие 2 години направени, секогаш на документите ни стојат дури годините 2016 и 2017 ги мрзе да ги сменат годините од тие проекти што се правени претходно. Значи пише Одделение за општи и правни работи, сектор, зголемена обемот на работа, бруто плата 432.000 денари. Одделение за општи и правни работи 280.000. Одделение за комунални работи и сообраќај 280.000. Одделение за јавни дејности 408.000. Зборувам за бруто плати. Знае дека претходно имаше вработени високо квалификувани кадри, но ги избркаа сега работија лица кои што не можат да ја направат завршната сметка на општина Неготино. И затоа ние го баравме финансовиот извештај. Одделение за финансиски работи, бруто плата 372.000 денари. Одделение за општи правни работи 504.000. Одделение за јавни дејности 372.000 денари. Овие суми, сите кога ќе ги собериме, еве има нови вработувања ќе има во пожарната. Знаеме дека во пожарната изминатиот период се избркаа 3-4 лица кои што беа стручно обучени, кои што го посетуваат дозволите, кои што треба да ги исполнува еден пожарникар, но еве сега во општина Неготино се предвидуваат нови вработувања во територијалната противпожарна единица на Неготино. Одделение за инспекцијски надбор на инспекторатот. Зголема обем на работа. Овие суми, кога ќе ги пресметаш, 3.950.000 денари. Зарем општината има толку голем обем на работа, што 30% од предвидениот буџет за 2018 година е реализиран. Ништо. 30%, 50 луѓе да работат. Немат, тие што се нови работени, немат донесено и немат изработено за нивната плата, не па за доброто на граѓаните на општина Неготино. Овие суми од 3.950.000 денари пак ќе бидат на грбот и товарот на граѓаните. Ништо нема да се направи, а овие
3 милиона 950 хиляди денари ќе бидат потрошени за нови партиски вработувања. Затоа пред да гласате, добро размислете како советници на Социјалдемократскиот сојуз, дали администрацијата во општина Неготино од ден на ден ќе се натрупува, а ништо нема да се работи во општина Неготино, и дали ќе гласате за нови 4 милиона денари за вработување во општина Неготино. Благодарам. Благодарам. Колега, значи, за да биде до крај јасна работата, мислам дека претеравте веќе со манипулацијата кон граѓаните и ги подценувате. Станува збор за измена на планот за вработување, во кое што, усвоен план за вработување, сега станува збор за 2 нови работни места. Односно, дали може би вие, Игор Јованов и советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата смета дека кога некој човек ќе отиде во пензија или ќе го напушти работното место, не треба општина Неготино да планира на негово место ново вработување? Дали општина Неготино треба да нема план за вработување за градежен инспектор во општина Неготино, а лицето кое што ја врши таа работа пред одредено време го раскина договорот за вработување со општина Неготино? Дали вие сметате дека луѓето кои што отидоа во изминатиот период во пензија или кои што до крајот на 2019 година ќе отидат во пензија, нивните работни места треба така да стојат? Ако сметате дека е така, тогаш гласайте против овој план за вработување. Меѓутоа, ако сметате дека општина Неготино треба да има лица вработени на тие работни места, тогаш сметам дека без дискусија ќе го поддржите ова. Дали некој друг ба разбор? Контрареплика Игор Јованов, повели. Нити ги замајувам граѓаните на општина Неготино, честноста и искреноста со овие пишани документи, каде што пише планирано пополнување на работни места преку нови вработувања за следната година. Чисто и убаво пише, плюс 12 работни места, од кои 12, 2-3 се веќе пензионирање. Другите 8-9 јасно стое дека се предвидени нови вработувања. Планирани нови вработувања. Новија документи нас ни се дадени од администрацијата на општина Неготино, каде што добро пишува, и мислам, председател на совет, овие документи ни издадени нас од општина Неготино, службата. Нити сум ги измислил, нити сум ги напишал. Пише планирано пополнување на работни места преку нови вработувања. Благодарам. Благодарам. Колега, сега бидејќи немам право да се дообјасним и ќе земам збор по ова. Точно е дека документите ви се дадени од страна на општинската администрација, меѓутоа колега Игор Јованов најверојатно не знаеш да ги прочиташ тие документи што ни ги дава општинската администрација. Пронајди го во исто така доставените документи од општинската администрација каде што беше усвоен планот за вработување за 2019 година и спореди ги работите и ќе видиш дека не станува збор за 12 нови вработувања, туку за 2. Сега јас не знам, и ви даваме и документи, може би треба поединично да ви нацртаме дека станува збор за 2 нови работни места. И пак ќе ве прашам, дали вие сметате дека општина Неготино не треба да има инспектор за градежни работи? Ако сметате дека треба да нема, ајде сите да го гласаме против овој план за вработување. Меѓутоа ние сметаме дека работните места кои што се во општина Неготино и кои што се означени за општината, мораме да ги подполним. Мораме да ги испланираме и мора да бидат по закон завршена таа работа. Затоа уште еднаш ќе ве повикам, читајте ги документите, меѓутоа и размислите малку околу документите што читате и што има внатре. Измената и дополнувањето на планот е за 2 работни места, не е за 12, не е за 4 милиона денари. Меѓутоа вас на луѓето од ДПМН интересни ви се тие милионските суми. Останата навика од времето кога бевте на власт. Интересни милионски суми и сега тука пак тук. Уште еднаш ќе ве замолам да веќе кога дискутирате тоа што држи место. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Реплика? Реплика Игор Јованов, повели.
Благодарам. Добро те сослушав. Значи, кажавте, поставивте директно прашање кој советниците на ВМРО ДПМН, дали треба да има нови вработувања во општина Неготино. Гледајќи ги досегашните кадри вработени во општина Неготино изминатите 2 години, кои што не знаат да направат една завршна сметка, кои што не знаат да направат еден проект во локален економски развој, кои што не знаат овие 2 години да сменат година на тие документи што ни ги даваат на седниците на Совет, гледајќи ги какви кадри вработувате, ние советниците од ВМРО ДПМН не сме за нови вработувања. Знаете колку има вработени во општина Неготино? Колку е бројот зголемен? Зголемен е, да. Со овие нови вработувања, уште повеќе ќе биде зголемен бројот на вработени во општина Неготино. За една општина Неготино со 20.000 жители, во изминатите 2 години каде што нема направено ниту еден проект за граѓаните на општина Неготино, каде што се нема мрднато, да не беа изборите минатиот месец, да не испаднете да се сликате, да закрпите некоја дупка. Општина Неготино во изминатите 2 години искако да не постоеше. И ние на сите овие работи да замижуваме и да гласаме за. Не. Ако има резултати, ако има позитивни работи, ако има дел од вашата програма која што е ветена и која што ќе почнете да реализирате, ние ќе гласаме за. А вака за луѓе што не знаат да направат завршна сметка за 2018 година, каде што од 1 милион 50 или 20 прават грешка, милионски суми зборувам, каде што некоја ден ќе дојде денот кога за тоа ќе се одговара. Вака смешно ти изгледа? Треба пред камерите да се насмееш, да те видат граѓаните на општина Неготино, кога некој држи збор, како цинички се смееш. Тоа не е добро. Јас уште еднаш ќе укажам, ние против нови 12 вработувања советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата нема да гласам. За 4 милиони денари трошење од граѓаните на општина Неготино нема да гласаме. Благодарам. Контрареплика. Че се смеам, бе колега, че се смеам се додека вас ви е умислите и у главата дека за техничка грешка на документ некој треба да одговара, а никако да кажете зошто ја оставивте во милионски суми, ама не техничка грешка, туку долг оваа општина. Да имате доблест да кажете ја оставиме во милионски суми долгови, овој градоначалник дојде кога беше блокирана сметката на општината и тоа е сега за со колешката Гордана да си разговарате, бидејќи е таа болна тема за вас двајцата најверојатно, најмногу. И се смеете, тоа не е за смеење. Треба некој да одговара за тие долгови. Треба некој да одговара за блокираната сметка која што оваа гарнитура на власт макотрпно работеше за да ја одблокира и да почне општината да функционира. Треба да одговара некој за долговите кои што новата власт ги вречеше. Како се направени? Како на ревизијата ни беше на разгледување на претходната седмица? Како за непостоечки работи и незавршени градежни работи се исплаќало? И сега вие викате, не треба да има градежен инспектор во општина Неготино. А вас ви одговара тоа? Бидејќи во времето на ВМРО ДПМН можеше по-на познатата од хумористичните серии во Македонија го гледаш таму мостот. Го знаат тоа граѓаните. И сега треба да замислуваме и ние го гледаш патот за бела вода и таму се исплатени суми и не треба вработување на градежен инспектор. Меѓутоа времето на ДПМН и на таквото владење помина и сега за тоа ќе ве молам ако може да ме сослушате, бидејќи контрарепликата е кон вас. Уште еднаш ќе ви повторам, значи научите се да ги читате документите кои што се материјал за работа на седниците. Измената на планот за вработување се состои од 2 работни места, не од 12, не од 4 милиона денари. Дали некој друг ба разбар? Волја Младеновиќ повеќе.
Благодарам, председателе. Како што тргна работата, за нареден совет треба поушек да пренамениме некое средство од областта на културата, за да му даеме награда на советникот Игор Јованов за најдобар глумец на територија на општина Неготино. Ако сметаш дека на општина Неготино, колега Јованов, не му е потребен градежен инспектор, гласај против оваа одлука. Ама ако стварно се грижиш за парите од граѓаните каде одат од општина Неготино, па стани јавно речи јас се откажувам од мојот паушал што го земам од општина Неготино, тие пари нека одат да се направи нешто општина Неготино. А не да се буним овде за парите што требало да се истрошат за градежен инспектор што општина Неготино треба да го има. Глума пред камера не е потребно. Ако стварно се грижиш, стани и кажи: се откажувам од мојот паушал, имам добра плата, вработен сум во времето на ВМРО, како сум вработен не е битно, а после зборувај за принципи и морали тука на говорница. Благодарам. Благодарам, колега. Реплика? Реплика Игор Јованов. Благодарам. Случајно советник лично испадна овде на говорница да гледам во очи. Јас не лажам. Овие документи што се доставени на совет, нити сум ги измислил, нити сум ги изготвил, нити сум ги поделил на советниците за дневен ред денеска на оваа седница. Подредните броеви убаво стоje. 12 редни броеви, 1-2 пензионирање. Другите за што се? Некој мисли топла вода? Па еве кажете и испаднете. Овие документи јас ли ги измислив? Се фанавте само за инспектор, градежен, а за другите работни места каде се? Испаде објасни 4 милиона денари. Каде ќе завршат? Се ви е смешно. Таки и лани, кога гласавте, ви беше смешно, но за привремени вработувања се потрошија 6 милиона денари, се потрошија. Изминатата година завршна сметка на контото што покажа? Па и оваа година ќе покаже. Брго ќе дојде завршната сметка. Мандатот бргово ви минува. Немате ништо направено. Ништо. Само нови вработувања. Што се работи во Неготино? Имате нешто направено? Изградено? Ништо. А вие само партиски вработувања ќе вработувате. Па и на крај на завршна сметка не може да направите од новите вработувања. Какви кадри вработувате? Лично стоje добро. 4 милиона денари за нови вработувања. Овај список нити сум го измислил, нити јас сум го изготвил. Некој ми го дал. Затоа, Ајде. Дали приврши колега, 4 пати една иста работа, списокот што ти е даден не знаеш да го прочиташ. Ако има нешто друго да кажеш, кажи, ако не, приврши. Ебе сега 4 милионата, 4 милиона. 400.000 за станува збор за 2 нови вработувања, научи да читаш, ова е измена. Ова е измена на планот на вработување. Јованов, Игор, ако може да се докаже, ќе се докажеш кога ќе зборуваш по точката на дневниот ред. Ова е измена на планот за вработување, зборувај по тоа. Прекинуваат со збор, го кршите деловникот за работа. Јас не го кршам деловникот, меѓутоа станува збор за измена на годишен план. Зборувај по измената. ВМРО ДПМН да си го искажат. Ама сега 8 пати едно исто, а не можеш да го разбереш. Своето право на збор, граѓаните на општина Неготино сакаат да слушнат каде ќе завршат нивните средства. Сакаат и знаат граѓаните кај завршуваат. Тоа зборувај по измената на годишниот план. Затоа на 5 мај знае. Друго? Има ли уште нешто? Ако не, ќе те молам да ослободиш говорницата. Ајде. Дали некој друг бара збор? Флорида Илиевска, повели. По ова прашање сакам да ги цитирам зборовите на градоначалникот, кои често пати ги слушаме на седниците. Честно, штедливо и домачинско работење. Значи, јас не мислам ништо лошо против тоа. Значи, тоа е добар концепт за работа и за водење на една општина. Но во овој случај честното домачинското работење не се гледа во делот на вработувањето. Не сакам да бидеме сванати погрешно. Ние како советничка група не сме против нови вработувања, но сакаме вистинските луѓе да бидат вработени на вистинското место.
да се вработат лица, не партийски, кои ќе одговорат на своите работни задачи и ќе допринесат за напредокот на општината. Посебно треба да се обрне внимание во секторите каде што треба да се градат капитални проекти, односно да се наоѓаат начини за инвестирање на капитални проекти во градот. Значи, ние не сме против нови вработувања, но сакаме квалитет, значи кога веќе се плаќа толку, да биде вистинските луѓе на вистинското место. И јас да ви кажам право, како советник, чувствувам огромен срам и незадоволство што сум дел од овој совет, кога утре ќе ми речат дека ништо не сме направиле. А иако сме опозиција, чувствувам одговорност. И еве, во повеќе наврати тоа го имаме кажано, ние стоиме на располагање, ние сме тука и со нашите знаења и некои можности може да учествуваме во реализација на некои, не во реализација, него во спремање на некои проектни документации. Значи, честното и домаќинско работење во случајот со вработувањата не држи место. Само тоа сакам да кажам. Благодарам. Кратка реплика, колешке. Доколку сте за честно и домаќинско работење, ќе го гласате планот за вработување, измената на планот, бидејќи тоа не е точка на дневниот ред. И втора работа, бидејќи премногу се сомневате во вработувањата, еве јас јавно можам да кажам, кога после усвојувањето на оваа измена на план за вработување, ќе биде распишан огласот за вработување на градежен инспектор, лицето кое што вие лично ќе го предложите и ќе речете овој човек треба да биде градежен инспектор, и јас ќе го поддржам и јас ќе барам тоа лице да биде вработено во општина Неготино. Може ли така да се договори? Еве јавно пред камерите, без да зборуваме партијски вработувања, без да зборуваме неквалитет. Еве кажете овој човек треба да биде, овој човек е потребен на општина Неготино, ама ние ќе гласаме против планот тој да биде вработен, ама после ќе го предложиме. Кажете кој треба да биде, еве јавно да го вработим во општина Неготино. Благодарам. Контрареплика, предпоставувам, повеќе. Да, контрареплика, ворете предлогот, мислам, не треба ние сакаме да се одбере вистинскиот човек на вистинското место. Но зошто за исто не прашавте кога се вработуваше лице во локалниот економски развој, со винарски факултет? Толку ли нема млади економисти, толку ли нема деца кои ги, мислам деца, не мора сега да бидат деца, него млад кадар кои ги пратат европските проекти, затоа што, пак ќе повторам, општина Неготино нема собствени ресурси за капитални проекти. Затоа сме ние свесни, но може да се аплицира. Па еве пример да земеме општина Кавадарци. Овој викенд бев на обука со советници од владеачкото множинство во општина Кавадарци, мислам од Социјалдемократскиот сојуз, па тие заедно работат како совет, сите заедно и сите целат кон иста цел. Значи таму се работи, се аплицира. Тоа ми е и целта мене. Значи ние како советничка група да направиме нешто и да оставиме белег во овој мандат. И затоа сметам дека тоа е мојата реплика. Сосем убаво, колешки, што сте биле на семинар и што кажувате дека во другите општини советниците заедно работат, а меѓутоа во општина Неготино целата е само да се подпишуваат на листот за присутност. И неприсутни советници, втора ред, седница поред ги подпишувате вие колегите од ВМРО ДПМН. Реплика Трајче Димов, повели. Благодарам. Значи, точка на дневен ред ни е давање согласност за измена на годишниот план за вработување на општина Неготино. Значи, годишниот план е веќе донесен. Доколку ние ваа точка тргнеме од дневен ред, во годишниот план ќе останат 10 вработувања. Значи, не менјаме никаква, нема да има никаква разлика. Зборуваме за градежен инспектор, кој што на општина Неготино е неопходен. Носиме програми кои што треба да ги контролира градежен инспектор, а немаме. И сега ние стануваме и мавстаме со лицата и со сумите за целата програма. А зборуваме за измена, која што се состои од 2 вработувања и за која што сите се слагаме дека ние треба да имаме градежен инспектор кој што ќе биде на место, бидејќи има и те како што да се контролира.
не е само значи, да ја тргнеме настрана, да го тргнеме настрана популизмот, да зборуваме, да работиме како едно во Советот, да не ги залажуваме граѓаните. На општина на Готино е потребен градежен инспектор. И градежниот инспектор е тема на дневен ред за измена на годишниот план на Република Македонија. Благодарам. Контрареплика Флорида Илиевска, повели. Почитуван колега Трајче Тимов, значи од толку вработувања мене ми е нејасно зошто се фанавте само за градежниот инспектор. Па не вработуваме до сега само градежен инспектор. Каде се другите вработувања? Значи изборот на кадар не станува збор само тука за градежен. Знаеме дека е неопходно, знаеме дека луѓето имат потреби, знаеме дека треба да се вработи. За другите. Кod другите табела и... А Игор да не го разбирам се. Следен за збор Трајче Тимов, повели. Темата за кога се носеше годишниот план за вработување беше на претходна седница. И таму можеше да развиеме дискусија за сите тие 10 вработувања кои што биле на дневен ред. Денеска е измената на планот на годишниот план за вработување и токму градежниот инспектор е едно од тие работни места. И јас се држам на темата на дневниот ред. Значи не навлегувам во дискусии 5 милиона, 10 милиона и ред други работи. Значи измената е токму тоа вработување, токму тоа работно место кое што на општина на Готино му е неопходно. Јас не зборувам за тоа кој бил вработен во локален економски развој или во урбанизам или било каде. Значи зборувам за темата на дневниот ред. За претходната тема, односно кога се носел годишниот план, ние сме имале расправа по истата точка. И токму за тоа и го потенцирам гражданиот инспектор. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата и будилникот ја звони. Предлог решението го ставам на гласње, ве молам со кревена рака кој е за. Пак само 8. 8 гласа за, кој е против? 1, 2, 3, 4. Кој е воздржан? Нема. Констатирам дека предлог решението со 8 гласа за е усвоено. Отварам расправа по третата точка од дневниот ред. Предлог решение за давање согласност за измена на годишниот план за вработување за 2019 година на локална библиотека Страшо Пинџур, Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности, го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Воле Младеновиќ, повели. Благодарам, председателе. И по оваа точка Комисијата за јавни дејности расправаше на денешната седница и оваа точка беше гласана од страна на членовите на комисија со 2 гласа за, 2 гласа против. Предлагам Советот да се произнесе по истата и да одлучи за истата. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата, предлог решението го ставам на гласње. Ве молам со кревена рака кој е за. 8 гласа за, кој е против? 4 против. Кој е воздржан? Никој. Констатирам дека предлог решението со 8 гласа за е усвоено. Отварам расправа по 4 точка од дневниот ред. Предлог одлука за преотстапување на користење на движна ствар на јавно предпријатие Комуналец Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Воле Младеновиќ, повели. Благодарам. На днешната седница на Комисија за јавни дејности беше разгледана и предлог одлуката за преотстапување на користење на движна ствар на ЈП Комуналец Неготино. Истата беше едногласно усвоена, предлагам и Советот да се произнесе. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? За пофалба нема никој. Ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласње. Ве молам со кревена рака кој е за. 13 гласа за, кој е против? Кој е воздржан? 1 не гласа. Констатирам дека со 13 гласа за предлог одлуката е усвоена. Со тоа е исцрпен дневниот ред на денешната седница. Ја затварам расправата и седницата и ви благодарам за присуството.